Новинар, колумнист, газда на првото приватно радио 4, есеист, писател. Пред се хроничар на македонскиот паланички менталитет, на општествената малограѓанштина. Секогаш кус, јасен, но и асоцијативен, до ниво на цинизам. На политичкиот миг гледа со доза на метафори, општествени хроники со диоптрија на нашиот менталитет и малограѓанштина. Во ово издание на Тренинг, наш соговорник и гостин е Звездан Ѓоргиевски. Добро дојдете во емисијата. Добро е, најда, фала на поканата. Ретко гостувате по медиуми, јавни настапи, повеќе сте посветени на пишаниот збор, но сега за неколку актуелни теми кои што се во фокусот на вниманието. Најпрво заврши НАТО самитот. И како вие би ја опишале фотографијата на која се гледа американскиот председател Бајден со македонскиот премиер. Едниот позитивен, расположен, насмеан, додека другиот помалку нервозно изгледа, чиниш тој ја бие битката со руско-украинската криза. Добро, не би се, иако ме представивте така, не би навлегол многу во цинизам. Македонија е сепак, како да кажам, небитна. Сосема. Значи, и особено небитна за НАТО Сојузот. Ние сме таму, како и некои други држави, само ради бројке и ради спречување на влијание на да кажеме, руско или кинеско влијание и чување на некои западни интереси на овој простор. Мислам дека нашите очекувања и воопшто нашата перцепција за нас се секогаш многу поголеми од она што навистина сме. Ние не сме ни еден кварт од Њујорк, така реално гледано. Така што веќе достигнување да се фотографираш до американскиот председател. Ако оваа недела ја одбележа конфронтацијата меѓу градоначалниците, пред се на градоначалничката на Скопје со останатите незини колеги, какова збирштина скопска во која ние функционираме, смет, ѓубре, хаотичност, вие би ја окарактеризирале во овој миг или би ја напишале низ една ваша колумна? Значи, јас имам и цела книга објавена која се вика Урбани топоними и бога ми прилично дебела книга, каде што баш го анализирам Скопје главно. Значи, ако треба еден збор, Скопје е катастрофа. Катастрофа е секако и во урбанистички план и пазете, овој штрајк на комунална хигиена во суштина беше само врв некој на ледениот брег. Ние цело време живееме во ѓубре. Цело време. Не така беше почесто пред штрајкот. Мене, она што најмногу ме нервира се големите шумови што се прават околу било што. Значи, штрајкот на работниците од комунална хигиена се гледа низ политичка призма. Дали позади стои ВМРО, дали стои СДСМ, кој ги поддржува, кој не ги поддржува. Дали се тоа, не знам како вели градоначалничката, мафијаши некакви или било што, или се луѓе кои навистина се борат за своите работнички права. Ние немаме и не можеме во целиот медиумски простор да добиеме чиста слика за што всушност се работи. Ете, прочитаме таму, не знам, 40 члена семејство било вработено таму. Да кажеме дека е 40 члено семејство вработено таму. Каква тоа врска има со работничките права? Значи, јас не ги вработив луѓето таму. Некој ги вработил. Второ, не ми е никако јасно како тоа некој ќе штрајкува за да брани интереси на човек кој со години не одел на работа. Напротив, ќе штрајкува ако свати дека некој не оди на работа, прима плата и така натаму. Меѓутоа не е, значи, оној мостот кај железничка станица. Имаме катастрофален град, мислам дека имаме најлошо градско раководство во историјата на Скопје, што е многу тешко да се постигне, бидејќи во Скопје имаше стварно приличен број лоши градоначалници, ама дека ова раководство сега е
очигледно нема контрола на ситуацијата, очигледно не знае да го менаџира градот, не знае да ги Боже како да се одмаздува врз градот, ова раководство, а не како да го води. Многумина хроничари на Скопје ќе речат со македонската метропола раководи личност кој нема ни ден капацитет да менаџира со. Дали ние препуштивме градот да ни го водат луѓе кои немаат ниту капацитет, ниту визија како треба да изгледа една метропола? Очигледно. Меѓутоа ние на ниво на држава имаме голема негативна селекција. Значи, градоначалничката и воопшто Советот на град Скопје се избрани на избори. Изборите не се оспорени, што значи дека луѓето имале таква волја и такво раководство избрале или такви своји представници. Меѓутоа, од друга страна, прашање е каков избор имале, кој бил изборот меѓу нив, дали имало некој воопшто со визија таму. Значи, ние многу брзо изгорени од искуството се надеваме во некакви промени. Еве, Даниел Арсовска ново лице, например, како се викаше ние, зелен хуман град, што учествуваа на градските избори, како еколози. Па ги видовме сега со ѓубрето, ги нема нигде. И ние ќе се залетаме, ајде, ова се нови лица, доста беше со старите да видиме кои се. Меѓутоа, таа негативна селекција и новите лица ги вади во суштина од понеспособните делови од општеството. Она што е евентуално, што би можело да има визија, да има оној елемент што би можел да знае што е урбано, што е град и како се води град, веројатно неќе да се плетка со партиите, политички, бидејќи политичките партии многу брзо ги исклюкуваат своите први членови. Низ скопските катакомби од смет на собрано ѓубре и багерот што по Јордан Мјалков гази луѓе. Две колумни, една со наслов "Багерот на нашето умирање", не е бурлеска, туку е сурова реалност. Вие меѓу другото пишувате "Багерот на скопските улици не е инцидент, тој е символ на сите наши промашувања". Ние, како да кажам, ќе настрада тој некој шофер, ќе одлежи нешто или нема да одлежи, ќе го казнат или нема да го казнат. Меѓутоа, јас сум убеден дека тој не седнал и од Кејф го возел багерот по улица. Значи, тоа е градилиште таму, тој Илимак. Таму гинеа луѓе и на градилиште, и на самото градилиште, и никому, како да кажам, никому ништо. Тоа значи дека има некоја корупција тука, му се гледа некому низ прсти, се пропушта, како да кажам, камо инспекција, камо полиција, камо било што. Багер едноставно не сме да се вози на улица. Мене ме убедуваат дека тоа е само за 100 метра од едното градилиште, а поминало од другото. Не ме интересира. Не може да вози багер на улица. Може да зборуваме дека сме урбана средина? Урбано село, побрзо би рекол, бидејќи Скопје е голем град, не можеме сега голем град, и тоа е релативно, меѓутоа на дневна основа тука поминуваат можеби до 1 милион луѓе. Тоа веќе го прави голем град. Меѓутоа е лошо испланиран самиот по себе, урбанистички и инфраструктурно е многу лошо испланиран. Значи, вие од аеродром до кисела вода мора да вртите, да кажеме, едно 5 километри во густ сообраќај, а воздушната линија ви е, не знам, 500 метри оддалеченост. Така да градот не е планиран за волку луѓе, очигледно. Во исто така ваша колумна, ѓубриња до крај во Призма. Каде ја гледате вината за ваквата состојба? Во лошиот избор, селекцијата, во начинот како се менаџира со градот? Па да, првенствено во контрола на ситуацијата. Значи, јас сум по природа синдикалец, по раѓање синдикалец. Јас навијам за работничките права.
И јас повеќе им верувам на работниците отколку на директорите, менаџерите, што ја знам, градоначалниците и така натаму. Значи, Косана Мазнева објавила список од 10 луѓе на огласна табла и ги, на тој начин ги истерала од работа. Па не може да ги истераш луѓето од работа на огласна табла. Не може, едноставно ни по закон не може. Така да се прави. Ние имаме многу рестриктивни работнички права законски, па ова уште подоле, како да кажам. Значи, луѓето очигледно се изреволтирале. Не можеш да ги истераш водачот на синдикатот така од работа. Не велам ја да се трпат неработници или нешто, меѓутоа си постои закон, си постои дисциплински комисии, му се дава право и на тој работник да каже нешто во своја одбрана, да кажеме, или да објасни зашто е нешто така или вака. Не се пресекува преку колено. Не е тоа на Косана предпријатие, па и да е на Косана. Не можеш работници така, тоа се луѓе, како да кажам. Не можеш преку само затоа што ми се може. Која е таа жена? Значи, од кај јас да верувам дека она знае нешто за комунална хигиена? Дали не надвиснал личниот политички провинционализам со кој се соочуваме? Значи, тоа е главниот проблем. Значи, во ова општество нема одговорност во суштина. Ние имаме партиски политики, односно партиски кадровски политики. До кога политичката одговорност ќе биде мисловна именка? Додека, како да кажам, додека им одговара на партиите, ќе им одговара секогаш на партиите. Значи, како да кажеме, Заев ветуваше, нели, една изборна единица, отворени листи, па што се случи со тоа? Ништо не се случи. Гледате Трилин, гостин во емисијата Звездан Ѓоргиевски, писател, новинар, хроничар на актуелните теми и дилеми. Ако се сложам со насловите од вашите книги и романи, 2019 со наслов "Да не бидам покус", зашто и од кого сме покуси? Знаење, воспитување, самобендисаност? Ние сме, значи, една, како да кажам, прилично необразована нација, држава. Значи, по сите можни истражувања, испитувања, значи, имаме еден образовен систем кој е прилично 19 вековен, кој ги тера децата на послушност, би рекол, односно да меморираат некаква граѓа, а не да размислуваат. Имаме, значи, рекордери сме по лажни вести, по функционална неписменост, по секој од тие параметри кој би требало да значи нешто за квалитетно образование или квалитетен живот, ние ги немаме. Културата и уметноста се фрлени на маргините. На маргините, сосема. Ако немате одржлива култура, не можете да имате ни одржливи индивидуалци, поединци, луѓе кои размислуваат со своја глава. Јас некогаш мислам дека е тоа од наша аљкавост направено, од наша нефункционалност едноставно, а некогаш Бога ме фаќаат и теории на заговор, дека тоа се прави со намера за да се држи народот како стадо, за да се лаже со лажни вести. Кај нас имате уште луѓе што веруваат дека земјата е рамна. Кога беше ова со вакцините, беше шоу со короната и така натаму. Ѓоргиевски во мај 2023 година издадовте уште еден роман "Плачеш како кит". Плачковци сме во душа? Ако гледам, ако го земам тој Фејсбук како некаков просек, сме плачковци. Меѓутоа тој наслов е повеќе китовите не плачат. И така да може да се свати и обратно. Значи, плачеш како кит, значи дека не плачеш. Да излезам од матрицата на вашето творештво, но да побарам ваш став во однос на следниве дилеми и прашања. Денуве прочитав книга од академик Али Алију, Дон Кихотот меѓу албанците. Во книгата најавена пред 2 децении за албанските писатели Дон Кихоти. Ми остана впечатлива една преписка меѓу корифеите на македонската и албанската пишана реч, Исмаил Кадаре и Анте Поповски. Исмаил Кадаре на 98 години му пишува на Анте Поповски, цитира:
Сите ние писателите од Балканот имаме заеднички идентитет, повикани сме да ја штитиме културата на другите народи. Тоа е одлична реченица и апсолутно се согласувам. Особено на Балканот има толку многу различни култури и различни традиции. И секаков обид за доминација една врз друга е многу погрешен. Тоа е богатство. Ние, за жал, не се токму ради тоа непрожимање на културите, како да кажам, ние не се познаваме многу. Ние во суштина воопшто не се познаваме меѓу нас. Значи, јас не знам кој е ни еден рок бенд од Грција, например. Ние, да не кажам, не се познаваме, овде сме поделени меѓу албанската и македонската култура. Не се преведуваме меѓу нас. Кога сме кај внатрешната поделеност, која создаде таа брана? Имаше некој период, долг период, и македонскиот народ тоа го искуси во својата историја, а имаше навистина еден период каде што малцинствата беа сегрегирани. Беа навистина понижени. Во однос на образование, во однос на вработување, во однос на било што. И беа на крајот на краиштата на некој начин гетоизирани. Тој историски комплекс се одразува сега. Живеен во Скопје, во центрот на градот, кај што е сеално и бикот, тоа мало се викаше Циган мало. Тука имаше една ромска колонија, не многу голема, ама може би 100 луѓе. После земјотресот, 64-5 година, сите роми од тоа мало беа иселени во Шутово Ризери. Што значеше тоа? Што значеше тоа? Да ја прашам. Тоа значеше, не сакам по мојот нов убав град сега што никнува овој да ми шетаат роми. Ние се фалиме со Шутово Ризери као најголема ромска општина во светот, најголемото гето во светот. Неги Шутово Ризери е изградено 65-та, тоа не беше населба 64-та, 5-та, не беше населба пред земјотресот. Значи, направена е населба специјално роми да бидат населени таму. Како ќе го наречеме тоа? Име во историјата. Значи, така беше и со албанците, да не се лаже. Ѓорѓевски, на крајот, како гледаш на овие последни, се почести обиди на меѓусебна политичка поларизираност, анимозитет, но обвинувања? Знаете како, вие имате премиери во Македонија на кои први работни места им беа да бидат премиери. Да кажем, кои немаа никакво искуство работно, нигде. Тие го правеа својот тим на начин да имаат понеспособни луѓе од нив или ако не понеспособни, тогаш апсолутни послушници под себе. И кога веќе нивното време ќе отпадне, тогаш доаѓаат послушниците наред, кои па немаат никаква, како да кажам, друга визија или идеја или школа, освен сега тие да бидат калиф место калифот, па да имаат своји послушници под нив. Јас не знам, значи, освен некои општи флоскули, да кажеме, европскиот пат, евроинтеграциите и така натаму, јас не сум видел во македонскиот плурализам човек со визија кој ќе ми каже што ќе биде за 5 години, бре. Значи, ние Крстен Мисирков 1903 година ни кажа што ќе се случи, бре, 2020 година. Значи, имал визија човекот што треба, како треба се прави, зошто треба писмо, зошто треба не знам, култура и така натаму. Која визија има бре Мицковски? Која визија ја има премиерот? Ја немам чуен. Освен ти општи, велам општи места, правосудство, реформи, па бре, мене животот ме помина во реформи на правосудство. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам. Следевте разговор со Звездан Ѓорѓиевски, долгогодишен новинар, колумнист, писател. По кратката пауза за реклами продолжуваме со останатите содржини за ово издание на Тренинг. Следете не.